И да го прифатите францускиот предлог, процесот за членство во Европската Унија нема да биде лесен. Оваа порака Македонија доби директно од германскиот канцелар. Олаф Шолц во отворено писмо, потенцирајќи дека сака да е сосем искрен со нас, ни порачува дека покрај компромисот со Бугарија, ќе треба и други пречки да бидат надминати. Сакам да бидам сосема искрен со вас. Дури и по прифаќањето на овој компромис, процесот за влез во Европската Унија нема да биде лесен. Ќе има и други пречки кои ќе треба да бидат надминати. Но јас исто така ви велам, заедно ќе ги совладаме задачите кои ни предстојат. Сите знаеме дека компромисите понекогаш значат болни отстапки. Европската Унија се состои од компромиси ден за ден, но јас сум цврсто убеден дека дури и тешки компромиси на крајот секогаш не носат напред и не прават посилни. Иако власта во Македонија сака да го представи францускиот предлог како директен билет за Европската Унија, сепак пораките кои доаѓаат од највисокиот европски врв, како што е Шолц, не се такви. Поради тоа се отвора прашањето што Македонија може да добие, а што да загуби со ваквиот евентуален компромис. Против документот на Макрон гласно зборуваат речиси сите. Една од нив е професорката Веселинка Лабровска. Таа во отворено писмо до францускиот претседател Емануел Макрон порачува дека никакви разговори и преговори околу македонскиот јазик не смее да има. Нашиот уникатен македонски јазик не смее да се сведе само на службен јазик на кој ќе се преведат актите на Европската Унија, а неговото именување и нашата историја не смеат да зависат од некакви унилатерални или билатерални акти, што ќе ги наметне Бугарија и никои идни магливи комисии. И професорот Гоце Цветановски преку отворено писмо вели дека ова што се прави на Македонија во моментов е недолишно за 21-виот век. Срамно е во 21-виот век од страна на Европската Унија како чувар на европските и светските демократски вредности да се наметнуваат вакви понижувачки услови во еден непристоен предлог од една водечка земја во Европската Унија, Република Франција, каде што се врши геноцид кон цел еден народ. Длабоко сум уверен дека вие и вашите народи не се согласувате со францускиот предлог за почеток на преговорите на Република Македонија со Европската Унија, во која се наведени сите барања на официјална Софија за промена на историјата, за ограничување на правото на изразување на научната мисла, за негирање на македонскиот јазик како атрибут на македонската нација. Инаку Олаф Шолц не е единствен кој порача на Македонија дека прифаќањето на францускиот предлог ќе биде доволно за напредок кон Европската Унија, порака дека ќе мораме да поработиме на реформите, ни пристигна од многу други европски лидери.